Опремувањето и отворањето на двата музеи на Скопско кале, Музејот на праисторијата и Музејот на османлиското наследство, се дел од годишната програма за работа на Археолошкиот музеј на Македонија. Се работи за еден комплексен проект кој што подразбира меѓуинституционална соработка помеѓу Археолошкиот музеј на Македонија и Управата за заштита на културното наследство. При што Управата за заштита на културно наследство ги довршува градежните активности на двата музеи на Скопско кале, а Археолошкиот музеј е задолжен за изработка на постојаните музејски поставки и се разбира се она што подразбира придружни елементи за презентација на културното наследство, односно археолошките предмети кои што се пронајдени на Скопското кале. Во завршна фаза е проектот кој што го раководи управата, односно изградбата на двата музеи, при што ние паралелно работиме веќе на селекција и обработка на материјалот кој што ќе биде изложен во Музејот на праисторијата и во Музејот на османлиското наследство. Тоа подразбира еден долг процес, затоа што целиот тој материјал пред да се изложи во витрините и да се презентира пред јавноста, потребно е да биде стручно обработен од страна на кустосите од Археолошкиот музеј. Се надеваме дека барем еден од музеите ќе биде отворен за посетителите во првата половина на 2026 година, а до крајот на годината планираме и двата музеи да бидат отворени за јавност. И во двата музеи за прв пат ќе бидат изложени предметите кои што се откриени при капиталните археолошки истражувања на Скопското кале, кои што долги години се одвиваа под раководство на професор доктор Драги Митревски, кој што воедно е вклучен и како координатор во изработката на постојаните музејски поставки на тврдината Скопско кале. Дел од предметите веќе јавноста имаше можност да ги види, меѓутоа на времени изложби, кои што се организираа како презентација по завршувањето на капиталните истражувања вршени на Скопско кале, меѓутоа како целина, како приказна, за прв пат ќе бидат презентирани во 2026 година. Затоа што нашиот проект подразбира не само презентација на предметите, туку и раскажување на приказна преку интерактивно искуство за тоа како се одвивал животот на Скопско кале. За 2026 година предвидуваме навистина богата програма, и тоа поради тоа што Министерството за култура и туризам годинава за нешто повеќе од двојно го зголеми буџетот на Националниот археолошки музеј, што подразбира побогата програма. Ке истражуваме на 16 археолошки локалитети, речиси на цела територија на Република Македонија од различни временски периоди. Како капитални проекти би ги издвоиле до истражувањето на римскиот каструм на Исар Марвинци и истражувањето на архаиската некропола во село Корошишта, Струшко. Меѓутоа, како што споменав, ќе се истражува и на многу други места. Би ги издвоила, например, палеолитската станица во пештерата Голема Пешт, село Здуње. Ќе се истражуваат неолитските локалитети кај село Атици, тоа е во општина Дојран, и локалитетот Ограѓе, село Орман, тоа е во околината на Скопје. Ќе имаме подводни археолошки истражувања во Врбник во Струга и наколната населба Пенелопа Охрид. Во Охрид ќе истражуваме и во Горно Лакочереј. Ќе се истражува локалитетот Конјух, големо градиште Конјух и локалитетот, меѓутоа и некрополата,
ќе истражуваме на Виничко Кале, локалитетот градот во Неготино, понатаму Тумба сред село во близината на Пробиштип, и да не заборавам некои од истражувањата, меѓутоа навистина имаме богата програма, голем број на археолошки истражувања, впрочем тоа е една и од основните работи на Националниот археолошки музеј. Меѓутоа, освен на овој, би рекла, примарен столб истражувања, нашата работа се темели и на презентација на тоа што е истражено, на нашето богато културно наследство, преку изложби. Изложби ќе имаме и во нашиот музеј, меѓутоа ќе имаме изложби и во странство. Особено работиме на тоа што повеќе да го презентираме нашето културно наследство во надвор од Македонија. Веќе на 18 мај го подготвуваме отворањето на делот од постојаната музејска поставка кој што ни остана неотворен од минатата година, а тоа е нумизматичката поставка. Се работи на изложување на огромен број на монети од антиката и од средновековниот период. Интензивно се работи и веќе на денот на музеите, 18 мај, ќе имаме и свечено отворање на овој дел од нашата постојана музејска поставка. Ќе планирани се неколку привремени изложби во нашиот музеј, претежно од предмети кои што ние ги имаме откриено при археолошки истражувања, меѓутоа кои што нема начин како да бидат изложени и инкорпорирани во постојаната музејска поставка, затоа решивме времено да презентираме дел од културното наследство, но како што споменав и имаме учество на бројни изложби надвор од државата. Цениме дека при ваквиот начин на презентација привлекуваме посетители од странство да дојдат и да го посетат музејот. Ќе се презентираме со неколку изложби во склоп на годишната програма за работа на археолошкиот музеј, финансирана од Министерството за култура преку секторот за меѓународна соработка. Подготвуваме две големи изложби. Едната е насловена како под слоевите на времето, Исар Марвинци. Се работи за мултимедијална изложба која што ќе биде промовирана за прв пат во мај во нашиот културно-информативен центар во Истанбул, а на крајот на годината исто така ќе се презентира и пред публиката во Белград во склоп на празнувањето на 30 години од основањето на културно-информативниот центар на Македонија во Белград. Работиме уште на една изложба Пајонските бронзи како символ на женската моќ, каде што за прв пат во наша изложба ќе биде вклучена вештачка интелигенција во реконструкција на жени кои што живееле во железното време и кои што се носители на религијата од тоа време. Изложбата ќе биде промовирана во јуни месец во археолошкиот музеј во Пула. Сметаме дека ќе привлече голем број на посетители со оглед на тоа дека се работи за туристичко место и во ударна сезона. По завршувањето на изложбата во Пула, каде што ќе може да ја видат посетителите во време трајање од 3 месеци, истата оваа изложба ќе биде презентирана и во Белград, исто така, како што споменав, во рамките на празнувањето на јубилеот 30 години од основањето на културно-информативниот центар во Белград. Што се однесува до меѓународната презентација, веќе следната недела во Берлин се отвора во музејот Гропиус Бау, се отвора голема изложба на познатата уметница Марина Абрамович. Во рамките на нејзиниот
перформанс ќе има и археолошка изложба, на која што од повеќе музеи од светот ќе бидат презентирани артефакти кои што ја инспирирале нејзината работа. Меѓу нив е и една енеолитска фигурина од нашата колекција, пронајдена на локалитет во село Мачево, Берово, така што веќе од 14 април гостуваме во еден од најголемите музеи во Берлин.